Модерни бачила со комплетна инфраструктура за развој на сточарството во земјава. Владата ќе инвестира 1 милион евра за опремување на 100 бачила во сите региони во земјава. Тука спаѓаат фотоволтаични панели, што ќе произведуваат струја. Значи, знаеме го високите, некои бачила немаат ни струја, немаат. Громобрани, имаме доста штета од громови во животни и во луѓе. Значи, громобрани околу 6 метра ќе бидат високи тие громобрани, што ќе имаат заштита и водопоила ќе имаме. Значи, ова е еден сет на 100 бачила ќе имаме. И нормално ќе бидат опфатени и бачилата од овој крај, од вашиот крај. Посебна стручна комисија ќе одлучува кои бачила во земјава ќе бидат дел од оваа програма. Еден од критериумите е да тие бачила да бидат сместени во јавното предпријатие, значи во пасишта што се на државна собственост, да не бидат приватни пасишта. Значи тоа е прво. Второ, ќе има критериум големина на стадото. Значи по големите фарми ќе имат предност по помали. Третиот критериум ќе бидат тие фармери што се редовни плаќачи на јавното предпријатие, значи сите обврски спрема државата ги подмириле. Четврта ќе има равномерна распространеност да биде. Дали сточарите од Малешевијата ќе успеат да ги исполнат овие критериуми, зависи од нив самите, но за стариот дедо Јован од Будинарци, само враќањето на сточарството на голема врата во земјава е спас за Македонија. Само сточарството Македонија може да ја спаси. Некогаш, јас сум 85 години, па имаше тука звонци, селата изумреа вече. Па звонци, по 1000 кози, по 2000 кози. А зашо? Сега го нема това. Значи, тука е Македонија треба да гледа. Инаку тендерот за избор на фирмата кој ќе го реализира проектот е во тек, а плановите се до крајот на годинава да се изградат бачилата. Вредноста на овој проект финансиран од владата е 10.000 евра по бачило.